Цивил медија. Влијанието е реално големо. Можете да видите по последните, за жал, политички настани. Претходно Твитер беше социјална мрежа каде што отвараш за да се насмееш, да се расположиш, нели да нечие мислење да прочиташ, не знам, нешто интересно. Меѓутоа, тоа влијание почна да се приметува дека многу од другите социјални мрежи преземаат. Значи има еден куп профили, најдобри твитови МК, македонски најдобри твитови и слични по Инстаграм и Фейсбук, каде што преземаат содржина. Тоа на некој начин му ја зголеми важноста на Твитер како социјална мрежа и привлече многу корисници. Влијанието е реално е големо. Значи ете тие активности, тие иницијативи што се организираат, имаат влијание, покажуваат дека нешто се дејствува, дека се случува. А за последнава година што, не знам, беше некако мешано. За зависност од настани случување во текот на годината, не знам, светско првенство, фудбал, кошарка, ракомет, за тоа се твита, за спорт доста се твита, за политички активности, нели, кој следи, кој го интересира тоа. И си има уште луѓе што си го држат некој стар стил на твитање со кажување шеги на своја сметка, духовит, хумористични твитови. Зависно, нели, кој како си се насочил да твита. Што му е интересно, нели, има луѓе фотографии твитаат. Секој за себе. Слабости, што знам, слабости се малбројни карактери, меѓутоа кога ќе користиш подолго време се навикнуваш. Имавме момент од 140 ни зголемија на повеќето, мислам на сите не зголемија, со 280 карактери, па на моменти не знаеме како што да допишеме, меѓутоа со тек на време се навикнуваме. Можеби тоа е мана, не знам, во глобала е окей, имаш, нели, можеш да искомуницираш во директна порака, да не биде нешто јавно да го пишуваш на самиот Твитер. За разлика од Facebook, што знам, Facebook, тоа што бил некогаш и сега, малку ја сподсредува содржината што емитува, меѓутоа подобар е Твитер затоа што повеќето видни влијателни личности прво објавуваат таму. Значи, зборам за политичари, зборам за звезди од естрадата на светска сцена било каде, најчесто прво на Твитер објавуваат. Тоа е некоја предност. Друго вака, горе-доле социјални мрежи и тоа. Не знам, ги следам доста од тие постарите твитерџи, твитаат интересно, не знам, смешни се трудат да се духовити, има и такви емотивни твитови што ќе се пронајдеш, без разлика дали е смешен или тажен, се тоа споделува, поминува кај читателската публика, има и она хејтерство, има доста си објавуваат содржина од типот на љубов и такви работи, не знам што. Кај многу поминува тоа, кај доста не им се допаѓа, па не знам, има малце исмевање, има хејти, тоа е тоа. Фейк ньюс поминуваат секаде. Значи, доволно е само да споделиш лажна вест, мене ми се случи, лани ми се случи, година ми се случи во февруари, ми помина некоја лажна вест, не видов дека има повеќе линкови, повеќе медиуми, го кликна, видов, објавив малку негативен коментар, меѓутоа се извинив после тоа затоа што видов дека други медиуми го објавиле со точни информации. А за споделување лажни вести исто си е како на сите социјални медиуми, само тоа што на пример кај Твитер не можеш да го таргетираш. Го чита публиката, добива таа лажна вест, чита публиката што го следи тој профил. На Facebook имаш финансирани објави каде што се таргетира кој да ти ја прочита вест. Добар пример се дечките од Велес, кои и заработија многу од тоа, значи они го користеа стриктно Facebook. Не користеа ни Twitter, ни Instagram, ни Tumblr, ни ред други социјални мрежи. Така да поминуваат, реално поминуваат, меѓутоа на Twitter ако не следиш, не знам, некој медиум или некој корисник што објавува од таков медиум информации, нема да стигне до тебе. Тоа е тоа, едноставно што следиш, тоа ќе читаш. А на Facebook те таргетираат, ти сервираат и тоа е тоа. Фала Богу го тргнаа тоа од Facebook за да не читаме се и се што, туку ни се адаптира содржината на тие интереси што ги имаме. Цивил медија.